Добре дојде во студио за моите гости, Зоран Трајчевски, директор на АВМУ, или колоквијално на електронските медиуми, Питер Арсовски, PR експерт. Фокус на оваа дебата се разбира се изборите и кампањата, председателските, иако вие имате извештаи за дел од локалните избори, но се фокусираме сепак акцентот е на председателските избори. Излеговте со извештај кој кратко може да го сублимираме, констатирате дека е запазен принцип на еднаквост. Забелешките се однесуваат единствено на Блерим Река, кандидатот на Алијансата на албанците и БЕСА, кој, како велите, нема доволно презентирано кампања во прилозите на вестите. Веројатно заради тоа што се работи. Се однесува забелешките на Блерим Река, него на известувањето на медиумите за Блерим Река, со оглед на тоа што кампањата има помал интензитет и кај медиумите кои што емитуваат програма на македонски јазик повеќе се представени пред двајцата други представници, Стево Пендаровски. Значи грешката е во кампањата, во штабот. Во помали, не е тоа грешка, тие оцениле, сега тоа е нивна проценка дека посетуваат најчесто места каде што живее албанско население. Во другите но грешка е генерално ако ја гледаме големата слика. Да, сега тоа се е одлука на неговиот изборен штаб, можеби е таква проценка, така сметаат дека ќе добијат најмногу гласови. Ние не навлегуваме во анализата на однесувањето на кандидатите, туку само за медиумите. Немате политички анализи, додека МТВ пак е добро оценета, иако денешниот извештај на Репортери без граници вели дека има критика, не се спроведени реформи од страна на владата, таа продолжи да служи на интересите на претходната владеачка гарнитура на ВМРО-ДПМНЕ. Во последните години начинот на известување, зборам за информативниот дел, е коректен и ги следи и законските решенија во Република Македонија и она што значи професионално новинарство, дури можеби се и премногу фокусирани и само фактографски известуваат за одредени настани, но тоа е и заклучок и на Европската комисија, што е овде наведено во денешниот извештај, дека до крајот на оваа година треба да се спроведат реформи во јавниот сервис, односно новиот менеджмент на телевизијата да ги спроведе неопходните реформи. Добро. Критиките беа упатувани низ овие 2 години особено кон македонската телевизија. Но вие добро оценувате дека тие се крајно коректни во изразот новинарски. Арсовски имате да додадете, да. АВМУ, односно АВМУ, агенцијата нема квалитативна оценка за новинарскиот израз. Тука има една разлика во методологиите, во основа невозможно е да се направи проценка дали известувањето е објективно и балансирано без оценка на квалитативниот новинарски израз. Се фокусира сушност на минутажата. Не е точно, значи не е точно, тоа е факт дека не сте го видели извештајот. Има и сега и секогаш имало квалитативна оценка за начинот. Тоа е основата, а не минутите. Во ред, ако е така, не тогаш така е. Не, ако е така. Ние не можеме да тврдиме, значи вашиот извештај по тоа што го слушнавме, вели дека се повеќе застапени Стево Пендаровски и Гордана Сијановска во известувањето на медиумите одошто Блерим Река. Не збориме за јавниот сервис. Не, генерално. Генерално. Да. Но ние не знаеме дали медиумот добил информација од штабот на кандидатот и одлучил да не ја презентира, или воопшто не добил информација. Видите, во едниот случај тоа би било грешка на уредувачката политика. Ако добиле информација од штабовите или биле повикани на митинзите, а одлучиле да не ги пуштат, тогаш би бил проблем со уредувачката политика. Сакам да кажам дека методологијата по која ги известуваме и го мериме новинарскиот израз не може да биде без квалитативна, дури понекогаш субјективна проценка на тоа какво е известувањето. МТВ може да има подеднакво и балансирано известување, според нас, Волку и Волку минути за СДСМ, Волку и Волку минути за ВМРО-ДПМНЕ да ги поднесат главните поенти, но во останатиот дел на вестите да има повеќе теми кои се однесуваат на критика на власта. Или повеќе теми кои се однесуваат на поддржување на власта. Мора да има некаков холистички пристап во анализата на медиумското покривање, фрейминг анализа, квалитативна анализа, покрај квантитативната анализа. Ако сакаме да заклучиме со релативно висока доза на методолошка сигурност, дека МТВ е балансирана
и објективна, или било кој медиум воопшто, сега МТВ ја фативме, пред тоа да го заклучиме. Значи, анализите што ги изработува агенцијата имаат квалитативна, значи се состојат од квалитативна анализа, додека квантитативната анализа е можеби придружен дел кој што го отсликува квалитативниот начин на анализирање на информативните содржини кај медиумите, вклучително и македонска телевизија. Погледнете ги извештаите на ОПС, ќе видите дека извештаите на агенцијата се поклопуваат со извештаите на ОПС. Значи, ние не користиме методологија што измисливме тука, тоа е методологија која што 99% со иста, идентична со методологијата на ОПС и на ОДХР. А за тоа дали Блерим Река бил доволно застапен или не и дали е тоа грешка на родачката политика, ние кога се прави анализа ги проверуваме сите медиуми. Ако 7 медиуми известиле за некој настан кој што го одржал штабот на Блерим Река, а други 3 не известиле, очигледно дека тој медиум има тенденција да не сака да извести. Значи во овој случај се Од кај сте за тоа сигурни? Како вие можете да гарантирате дека штабот на Блерим Река пратил известување и ги поканил сите 10 медиуми? Може би ги поканил само тие 7? Ние имаме дневна комуникација со медиумите, значи буквално не дневна, него во текот на денот се комуницира повеќе пати во текот на денот со медиумите и ако постојат било какви проблеми во комуникацијата и самите медиуми не известуваат, посебно кога станува збор за дебати или за некаква пракса одредена политичка партија да избегнува настап на одредена телевизија, не известуваат и препораката на агенцијата е секогаш дека во случај на дебата ако некој кандидат одбија да присуствува, се стави празно столче да се извести јавноста дека е поканета, тој не присуствувал. Или ако биле поканети на интервју, одреден, во овој случај сега имаме тројца пратилски кандидати, двајца дошле, еден не дошол или еден дошол, двајца, тоа да се извести јавноста дека им била дадена јавноста и агенцијата, дека им била дадена можност, но проценка или одлука на кандидатите биле да не учествуваат во интервју или во некаква дебатна емисија. Така да не ги базираме нашите извештаи на наши претпоставки, туку е случајно на факти. Добро, ајде околу спотовите. Ние сега ќе ги видиме во текнова емисија. Најпрво спотовите за Пендаровски, каде што е прикажан крајно примитивно со говорот на телото кој се исмава. И тој бараше извинување неколку пати јавно од Силјановска, од кандидатката на ВМРО ДПМН, но сеедно тие продолжуваат. Ви имавте и писмо во агенцијата кој се однесува воопшто немавте реакција за тие спотови? Во однос на спотовите за кои што сега зборувате, кои што се дел од платената политичка реклама на ВМРО ДПМН, односно кандидатот Гордана Силјановска, немаме добиено представка. Ние на почетокот на кампањата реагиравме затоа што и кај двата кандидата, зборам Гордана Силјановска и Стево Пендаровски, имаше вклучено деца во спотовите, што е едно од најтешките прекршувања на изборниот законник. Реагиравме на тоа. И тие се повлечени? Да, се повлекоа. Не се повлекоа спотовите. Тие сегменти од спотовите каде што имаше малолетници се исечени и продолжија да се емитуваат, меѓутоа без тие секвенции каде што има малолетници. Соодветна казна не следува за такви прекршоци? Не. Ги известивме ние со јавноста дека има во спотовите и медиумите дека има деца во спотовите, а тоа е забрането со изборниот законник. Добивме и писмо од представка од штабот на Пендаровски, малку вулгарно и дрско, во кое што бара од нас да објасниме кај сме ги виделе децата, ние им одговоривме точно во кои секвенции, веќе тоа може да го види и целата јавност каде се децата. Добро е што и медиумите не подклекнаа на притисоците да продолжат со емитување на таквите спотови, така да двете партии потоа и заради реакциите на агенцијата и заради интегритетот на медиумите не дозволија да мора да ги отстранат тие делови каде што имаше деца. Добро, ние се значи ќе ги видиме тие спотови кои се однесуваат на Пендаровски. Пендаровски, овие се сосема други што зборуваме за други, за кои говорам дека се прикажан дека е примитивно. Само неколку минути да се остави за да се видат тие спотови, за да говориме за тоа. Што се сеќавам, поправете ме ако грешам, сигурно подобро познавате законот. Во законот изборен и во изборниот законник пишува дека е забранета злоупотреба на малолетници. Учество. Еве ќе ви прочитам ако сакате точно. Значи, а во спотот на
ВМРО ДПМН не го спореше, јасно беше дека, не спореа дека имаат деца во спотовите, а кај СДСМ на 3 пати се појавуваат деца, кои што они негираат дека воопшто дека никако ние сме ги виделе кога тие не постоеле. Меѓутоа не е... Сакам да кажам, едно е ако злоупотребувате на јавен настап, поздравување со деца и така натаму, друго е ако имате согласност, тоа се статисти. Не постои согласност. Значи во законот е стрикно напишано дека употреба на деца во политички платена политичка реклама е недозволено. И тука не, тоа беше објаснувањето, не сакав да навлегувам сега, тоа беше објаснувањето на ВМРО ДПМН, ама ние имаме согласност од родителите. Па кој тоа ви... Значи тогаш уште поголемо делото. Значи родителите дозволиле да се прекрши законот. Добре, а втора работа, ова не е нешто ново, ова важи 25 години, значи не е некоја одредба која што е сега. И апсолутно во изборниот закон е наведено дека во реклами за избори не е дозволено учество на малолетници. И затоа мислам ситуацијата е јасна, агенцијата реагирала изминатите години кога така. Добро, ајде околу, за тоа говоревме, околу спотовите за Пендаровски. Значи оставаме неколку минути да ги видиме и потоа да говориме, да ги анализираме нив. Сакам достоинствен изглед. Кај мене. Абе, јас се знам да правам. У сите шеми сум 30 години, избори, прекројувања, мислам. Јас се подпирам на своите знаења и вештини. Абе, мене по сите медиуми ми има. Газиме, пуна контрола имаме, 102,5%. Ако не... За мене говорат моите резултати. Абе, ја знам да фарбам. Јас најболje фарбам. Се и ново име на дуќанот ке ставам. Стоки. Со мене ќе бидете задоволни со вашиот идентитет. Ако не седнеш кај мене, знаеш, Катица, Вилма, Добрила, стални муштерики ми се. Може би ке се наљутат. Јас нудам правилен избор. Мислам. Добро, кај вас. Трајчевски, дали вам овие спотови ви изгледаат примитивно, вулгарно? Дали се работи за навреда, за некаква клевета практично? Па видете вака, значи спотовите ние ги видовме, имаше реакции од неколку медиуми, новинари кои што прашуваа дали агенцијата има надлежност да реагира. Да, тоа да се повлечат, можеби? Да, значи повлекувањето на спотовите е невозможно со едно демократско општество. Точно се наведени условите под кои што може некој спот да биде забранет, односно да биде повлечен. Ова не излегува од тие рамки. Далеку станува збор за загрозување национална безбедност, територијален интегритет, јавна безбедност, спречување на немири и криминал. Апсолутно ова не навлегува во тој сегмент. Станува збор за исмевање на кандидат, за негативна, црна кампања, црна и негативна кампања од еден учесник во изборите кон друг учесник во изборите. Меѓутоа, согласно европските правила, слободата на изразување важи и за платеното политичко рекламирање, а и оние лица, кандидати кои што се нафатиле да бидат кандидати или да бидат носители на високи политички или јавни функции, согласно овие европски директиви, мора да бидат свесни и да бидат на близок надзор на јавноста и потенцијално на големи и силни јавни критики преку медиумите во однос на начинот на кој што ги извршуваат своите функции, значи во период на избори и надвор, меѓутоа посебно во период на избори, носителите на јавни функции, кандидатите се
изложени на повисок степен на На критика. ризик. Да, критика или овој Ова начин. не е критика, ова е исмевање, Да, класично да, исмевање. така, да. Кое, да, за физичките карактеристики на едниот кандидат, на Пендаровски. Ние сме релативно млади во овој процес на политичко рекламирање и политички маркетинг. Иако не е забрането политичката сатира дури во платеното политичко рекламирање не е забранета, доаѓаме до прашањето на вкус. Дали има етички проблем и дали е невкусно да се исмевате со нечиви физички особини. Во таа смисла, најчесто јавноста реагира негативно на таквите појави, особено на негативната кампања и на ваквите спотови кои, да речеме, дали ни се допаѓаат или не ни се допаѓаат. Велите не ликуваат поборниците и подржувачите на Може би ДПМН. некакво мало партиско јадро, меѓутоа таквите спотови по дефиниција ги одвлекуваат неопределените. Бидејќи промовираат еден негативен дискурс кој му наштетува и на оној кој го пласира и на оној на кого му е наменет. Негативната кампања е светски феномен кој нема да го снема. Таа е побрза, поактивна, се појавува безмалку во сите изборни циклуси, дури во Америка, Англија, Европа и така натаму. Така што тој феномен не верувам дека ќе го снема. Дури во таа смисла спотовите за кои разговараме се и релативно нежни. Сме видели пострашни спотови за негативна кампања. Тие се во основа политичка сатира. Второ е прашањето на вкус. Дали е вкусно или невкусно да се исмевате со нечиви Политиката физички, не е позната по добар вкус. особени, меѓутоа така како што Да, реков. ајде околу спотот, Да, се извинувам, да. Не сакам да кажам дека и јас колку што не сум го гледал тоа во живо, меѓутоа имало извинување од или најавила извинување кандидатката за председател Гордана Силјановска. Да, кажа дека се има извинато Или и дека не сум сигурен дали или да, најавила. на дебата најавила, ја слушнав дека се меѓутоа има Јас тоа не сум го видел, затоа реков сум Да. прочитал дека Да. имало најава, а не сум видел. Дозволете да го толкувам тоа малку лицемерно, бидејќи кандидатката, затоа во Америка има задолжително дека таа мора да сними преку спотот. Јас сум Гордана Силјановска и јас го одобрувам овој спот. Бидејќи таа ја води својата кампања. Таа не може да се извини за спот кој нејзиниот штаб под нејзино раководство продолжува да го Не, емитува. таа вели дека не знаела дека такви спотови Добре, еве сега знае зашто не го повлече. Да, тој не е повлечен, но се поставува прашање зарем може така, зарем во идната евентуална председателска функција може така да и бидат подметнувани разни документи, разни политики за кои таа ќе вели дека нема да знае. Јас сакав да објаснам дека јас сум слушнал дека имало најава за извинување, не сум го слушнал извинувањето, но еден од незините против кандидати кој што е предмет на црна кампања и негативна кампања од ВМРО ДПМН или председателскиот кандидат на ВМРО ДПМН, наредните денови исто така лансираа спот во кој што исто така има навредливи елементи. Така да Чекайте не се сега. сакам да кажам дека и другата страна се решава да оди со негативна кампања наместо да одат со промовирање на своите ставови. Јас не велам дека И политики. И политики, Јас не, Мислите, извинете, да. само што јас не велам дека таа нема право на негативна кампања. Не има. Јас спорам искреноста на незиното извинување. Бидејќи таа вели дека не знаела дека е пуштен спотот, се извинува за содржината на спотот, а спотот продолжува да се емитува. Покажа дека нема контрола Ама врз ако кампања. зборуваме и така, По тогаш е сопствената лицемерно и кампања. понатака барањето за извинување од другиот кандидат, ако тој од другиот ден почнува со иста негативна кампања. На која кампања мислите? На онаа на која е прикажан фикус. Да, на тие на тој спот. Сега да. тој спот ќе го пуштиме, неколку минути ќе го гледаме тој спот и ќе го анализираме. Секој 5 години Граѓаните, вие, ние, сите што имаме право на глас, имаме шанса да избереме председател. Еднаш на 5 години. Да, на 5. ти имаш шанса да избереш председател. Твој председател. некој кој ќе не прави горди, И кој ќе се грижи за сите нас. Дома и во странство. Имаш шанса да излезеш и да го дадеш својот глас. За европска иднина. Или да останеш дома и да се жалиш следните 5 години. Да постираш видеа. Да пишеш статуси. Да слушаш тешки, драматични, емотивни музики и да страдаш. Да се жалиш колку ти е тешко, дека си изгубил надеж
дека ова, дека она. Затоа што е избран кандидат кој нема никаква. Ама баш никаква врска со онава што ти веруваш. Ајде размисли сериозно. Дали дента ќе игнорираш Ке се противиш, И ќе бојкотираш. дали ќе се одлучиш да не правиш ништо, и дали ќе дозволиш тоа твое ништо да не однесе во нови блокади? ќе имаш после доволно време да се жалиш. Цели 5 години. Бла, 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 бла. Бла. Кој ни е председател? Затоа, на 21 април, Запамти. На 21 април. Излази. Излази и гласај. Избери председател, сериозен човек. председател со кого заедно ќе одиме напред. Заедно напред, Стево Пендаровски за председател. Заокружи број 3. Спотот за фикусот алудира на работењето на председателот, актуелниот председател Ѓорѓе Иванов. Значи се критикувани политиките, тоа е практично критика врз работата на Иванов, кој постојано цело време се говореше за него дека всушност е една замрзната, би рекла, политичка фигура, знаејќи ги сите потези кои ги повлекуваше низ Тоа не годините. дозволува на никого да го навредува некој јавно на телевизија Добро. преку политички спотори. Така да едноставно не може од една страна да се критикува едниот политички кандидат црната кампања кон него, а да се воспева и да се воздигнува црната кампања кон другиот и да се наоѓа оправдување за друга црна кампања. Црна кампања е црна кампања, дали од Бледим Река, Стево Пендаровски или од Гордана Селјановска. Овдека имаме на црна кампања се одговара со црна кампања и апсолутно не може да се зборува дека едните имаат искрени намери, а другите се жртви. Не, апсолутно што вовите решиле дека сметаат дека со таква црна кампања ќе привлечат повеќе гласови, иако јас го имам истото мислење дека со негативна кампања никогаш не се добиваат избори, но самите тие кои што ја водат кампањата на кандидатите ќе ја носат одговорност или за победата или за Го поразот. изедначувате и смејувањето на кандидатот Пендаровски. Не изедначувам, кажувам Не дека ве има... прашувам, не јас не констатирам. Ама не мериме ние на кантар дали е Да. нешто идентично. Прво Заради не тоа може што да биде Селјановска- ништо идентично. Селјановска не е атак на овој Ако не е спот. атак, дали ќе изберете Туку е председател, атак фикус, е за кого се однесува? председателот Иванов. Па се споредува, се става идентичност помеѓу Гордана Селјановска и фикус кој што сака да се парафразира, односно да се стави еквивалент со мандатот на сегашниот председател господинот Ѓорѓе Иванов. Така да апсолутно не може да стане збор. Дозволете малку да имаме некакви разлики околу тоа. Прво, во спотов, за кој зборуваме, да го наречеме фикус, мислам дека штабот на Пендаровски има политичка порака. Во основа, Пендаровски секогаш тврдел, и СДСМ и подржувачите на Пендаровски, дека сегашниот председател не постапува во рамки на своите ингеренции. Тоа е политички став. Дека тој се однесува како фикус. Например, кога ќе земе некој закон и одбива да каже дали ќе го потпише или нема да го потпише. Тоа баш кај што е прекршување на уставот. Баш кај што има прекршување на уставот сериозни кога не давал мандат и така натаму и така натаму. Политички став на Стево Пендаровски кон сегашниот председател Иванов е дека тој се однесува како билка, како флора. И тој политички став кој тој го кажувал повеќе пати. Не мислам дека е тоа еднакво со директно физичко исмевање на против кандидатот. Тој не вели дека неговата против кандидатка е таква. Тој вели да избереме председател кој нема да се однесува на функцијата како фикус. Видете сега... Тоа по мене е полегитимна политичка порака, бидејќи во основа политичка порака која се однесува на исполнувањето на надлежностите на функцијата председател, одошто личен ад хоминем атак, дури ако е политичка сатира која не велам дека е забранета, кон индивидуата и личноста ад хоминем на Стево Пендаровски. Така што не верувам дека за овие два спота може да се стави знак на равенство. Се разбира дека е тоа прашање на вкус и нијанси, меѓутоа кога веќе навлегуваме во квалитативна оценка
на вие сега спотовите и зборувате наративот за на политичка оценка, не за квалитативна медиумска оценка. Така да вие зборувате, не можете со политички аргументи да правите квалитативна анализа на еден Јас ви говорам телевизиски за спот. разликата која ја праќа. Може би од политички аспект да, меѓутоа на кого му Не е од пријатно политички. да биде наречен фикус. Сега од една страна кажувате дека навредите кон еден треба да бидат осудени, а навредите кон друг треба да бидат воздигнати на ниво на политичка критика. Значи тоа е Јас зборувам од комуниколошки аспект, дека пораката на спотот на штабот на Пендаровски е порака кон исполнување на надлежностите на функцијата председател, кои се исмеваат, а пораката на кандидатката Селјановска е наменета директно кон против Јас кандидатот. не ги знам пораките ниту на едниот ниту на другиот кандидати, не би можел да влегувам во Па претпоставки. току што влеговме во таква расправа. Па ние не Вие навлегуваме од аспект. Вие тврдите дека Ние едното и другото се зборуваме- навреда. Да. За да кажете дека Да. се навреда, треба да влеземе во квалитативна оценка кој бил наративот на авторот. Ма вие можеби знаете кој е наративот на авторот на спотот на Пендаровски, јас не знам. Не знам ниту кој е наративот на авторот на спотот на Селјановски. Во двата спота имаме црна кампања. Точно е дека никогаш два спота, дури од иста политичка партија, не може да се стави еднакво помеѓу нив. Но факт е дека и во двата спота станува збор за црна кампања. Црна кампања, да, но разликувате на што се однесува. Па сега ако за вас не е навреда фикус, а на фикусот на што се однесува? Фикусот се однесува исклучиво на политичките активности. Ама така, вие можете да го објаснувате, но тоа не значи дека е така. Па не личи, физички не личи председателот Па, Иванов сега. на фикус. Видете, ако во оваа ситуација... Да ги симплифицираме работите. Ние може да се согласиме или да не се согласиме. Во основа тоа што јас го кажуваме, дека не е исто. Ако јас кажам, вие не ја работите својата работа како што треба, и друго е ако ви кажам, вие сте, да речем, кеѓав. Не. Значи, безогледно тоа, како ќе го соопштам тоа? Јас, дали ја работите својата работа добро или не, можам да го прикажам со фикус, со бланко табла, со табула раса, со бланко тефтер. Комуниколошкиот начин на пораката не го зборуваме сега, зборуваме за основната порака. Едно е, дали ќе кажам, вие не ја работите својата работа како што треба, што е на увид на целата јавност. Добро. Дали некој, друго е да кажам, вие сте висок, низок, дебел, слаб, тоа се имате тикови, немате тикови, тоа се ад хоминем. Па јас не знам дека другите се ексофицио напади. Во друга кампања некаде во светот некој се користел поимот фикус. Така да не може сега да сакате негативностите на едниот кандидат, негативната кампања на едниот кандидат да ја представите како некакви си маркетиншки пораки. И црното да го направите бело. Вие може да се обидете, но... Не ви кажувам јас тоа. Ние како јавност имаме право, секој функционер. Значи, ако зборуваме за мојот вкус, тоа е едно. Точно. Јас мислам дека не би требало да се напаѓаат ниту еден кандидат и дека тој им носи негативни поени. Точно. Сакам да ви кажам дека постои разлика. Дали некого критикувате во исполнувањето на неговата функција или го критикувате за тоа како изгледа, како е облечен и така натаму. да го слушнеме Трајчевски што смета дека е пораката во спотот за Пендаровски. Па после и во спотот за Селјановски. Јас во анализа на тоа која е пораката во пораката. Некако ја доживувате вие пораката. Јас ви кажав дека ја доживувам и едната и другата како негативна. Прво едната. Добро, за прво имаме два спота од СДСМ, еден има од ВМРО ДПМН, затоа реков. Која е критиката кон Пендаровски во тој спот? Обратно, има два спота од ВМРО ДПМН, еден спот од СДСМ. Да, така. Сега сакав да кажам два спота во кои што се измева Пендаровски. Како вие ги доживувате, тоа се два спота, но целта е да се измеат физичките карактеристики на Пендаровски. Кога ние правиме анализи или анализираме одредени спотови за платено политичко рекламирање, не се водиме од чувствата како ние мислиме, него ја гледаме ситуацијата. Не, вие гледате. Анализа. Анализа. Значи, која е пораката? Па не навлегуваме, ние не навлегуваме. Прво, политичките спотови не се анализираат. Станува збор, јасно и на секој граѓанин дека станува збор за негативна кампања. Во кој смисол? Може ли да објасните? Во спотовите што се од кандидатот Гордана Селјановска се исмева начинот на однесување на кандидатот за председател Стево Пендаровски. Може ли да прецизирате? Па сега во спотот јас не го знам на памет дека имал одредени тикови. Барем са така јас го тоа е исмевање, суштина. А во која е суштината во
вториот спот за кој говориме, оној со фикусот. А збориме за Да, другата сега група, да како направиме, групи, да разбереме вие зошто сметате дека е црна кампањата и ве кажавте дека во втората група, во вториот спот, јас мислам дека е еден, можеби да се повеќе, да не навлегува. Група во таа група на спотови се на политиката која била се исмева спроведувана од актуелниот председател и со тоа негово исмевање или девалвирање се исмева исто така и кандидатот за председател. Со што се исмева? Може па се ли да споредува објасните? и председател, кандидатот за председател на ВМРО ДПМН и коалицијата со фикус, односно со актуелниот Што председател. значи фикус? Што сметате дека според не вас знам, значи оваа билка? Не знам, вие кажете, вие употребувате и вие кажете, вие цело време одите во одбрана на Не одам во никаква одбрана, како не одите? Трајчевски. Значи ве прашувам зошто сметате дека е навредливо да биде прикажан фикус? Јас не констатирам дека не е навредливо, јас ве прашувам. Не можам да ви прецизирате одговорам. зошто Мислам, сметате дека прашањето тоа е смешно, за да ви кажам сега, па тогаш зошто е смешен други, зашто е навредлив другиот спот? Ако за вас е ова супер, тогаш добро, јас те замолив да објасните. Ама не, сега вие намерно тука провоцирате, сакајќи да го оправдате однесувањето на едниот кандидат. Не, јас никого не оправдувам. Немојте погрешно да разберете. Јас не оправдувам. Вие цело време сакате да го оправдате однесувањето на. Јас дури вчера кога ви кажав, вие рековте не сте го виделе тој спот, што е малку чудно, некој што прати политика да не го види спотот. Значи не може да пратите кампања да гледате само една половина, а другата половина да бидете слепи. Така да затоа ви кажав. Јас ви кажав дека не сум го видела спотот и ние сега ќе го пуштиме спотот. Да, ама не може некој новинар што е толку искусен и што прати политика да не може да не го видел спотот. Се случува. Секој правило има и случок. Да. Ајде како е значи не ми одговарате на прашањето за сметам за дека анализа. Прашањето не соодветно и тенденциозно, дека буквално со тоа прашање сакате да ја оправдате кампањата на едниот председателски кандидат. Дозволете да ви кажам. Значи, не се работи за оправдување или неоправдување. Јас двоиме две работи. Едната е општата констатација за негативната кампања. Заеднички се согласуваме дека негативната кампања во основа задира во полето на етиката и добриот вкус, а не во легислативата. Бидејќи легислативата не може да ја ограничи политичката сатира, ниту негативното рекламирање, заеднички констатираме дека тоа е тренд кој се појавува секаде во свет, како и лажните вести, и дека тоа е де факто оставено на онаа сива зона на добриот вкус. При тоа заклучуваме и се согласуваме дека негативната кампања им носи негативни поени на оние кои ја пласираат, бидејќи неопределените ги одбива, бидејќи го спушта општото ниво на политичкиот дискурс, ги прави гласачите цинични, апатични и така натаму. Втората точка во која не се согласуваме е дека пораката, наративот, без оглед на кој бил, значи не зборувам, немате да го третирате дека кога критикувам спотовите на Силјановска, не е важно дали е Силјановска штабот и дали предмет на тоа исмевање е Пендаровски. Во овој случај е тоа така и утре кога би било различно, јас би го мислел истото. Сметам дека наративот на спотовите на Силјановска е да го нападне Стево Пендаровски како човек, како личност, ад хоминем, затоа што покажува тикови, покажува негови лични карактеристики, добро мачкам, добро фарбам и така натаму. А дека пораката основна на спотот на Пендаровски е да го нападне Иванов и по импликација Силјановска како председател. Дека порака, така јас ги доживувам. Дека јас доживувам дека критиката на спотот на Пендаровски, портретирајќи го, без оглед на тоа која комуникацијска алатка е искористена за тоа портретирање, портретирајќи го Иванов како фикус, дека тој го напаѓа неговото однесување како председател. И со тоа ја напаѓа способноста да извршува таа функција. Де факто, Пендаровски вели, Иванов и Гордана Силјановска би биле лоши председатели, а Силјановска вели, Стево Пендаровски е лош човек. Тука ја правам јас комуниколошката разлика. Добро. Како ја оценувате кампањата? Сега можеме да одиме кај на социјалните медиуми, каде што доминираат всушност во таа борба, говорот на омраза, црната кампања, лажните вести, клевитите и навреди. И она што беше највпечатливо, а вие поправете ме ако сметате поинаку, е атакот врз Силјановска како жена, значи пол
пол и род се тука всушност предмет на атак. Претходно беше и незиниот... По мене тоа е пострашно од ова за кое разговараме. Да. И незиниот син исто така, кој беше вовлечен И тоа е во пострашно од ова за кое Балкана. разговараме. Да. Тоа сметам дека Само да семејството е кажам, секогаш само- најстрашно всушност. Апсолутно. Доколку постои некаква градација, некакви приоритети. Да исмевате некого заради полот, личните карактеристики, личните недостатоци, болести, физикус и така натаму, стил на живот, како што беше случајот со децата на Селјановска. По мене ад хоминем атак кој е подоле на скалилото на невкусот од било која друга политичка сатира. Но тука акцентот не беше Меѓутоа, ставен на кај политичките кај партии кај и всушност борбата е тајна, Имено. зацкриена. Добро, кај оваа кампања сега, кај традиционалните медиуми имаме законски регулиран, не регулиран, туку од медиумите најмногу се почитува законот било кога до сега. За 2 дена, односно утре вечер завршува кампањата, Да, почнува молкот. Ние за овие 19 дена, се надевам дека и утре ќе биде се во ред, имаме изречено само една прекршочна санкција и тоа кон еден регионален медиум кој што не сакајќи го надминал времето на рекламирање, што не било случај за време на локалните избори, референдумот 2016 или нана. Значи од тој аспект медиумите се може да се каже идеални. Но да. по социјалните медиуми се води Таа прљава валкана војна кампања. која што не се бираат средства, може би се користи говор на омраза, Но политички дискриминација. партии не стојат Има за дополнителен нив. проблем кај социјалните медиуми што нема подписник, нема автор. Да. И вие лесно може да се зацкриете лажен профил, алијас и така натаму. И по дефиниција, таму се кампањите по прљави, по валкани. Меѓутоа, тоа секако не може да кажуваме, не може да мислиме дека за тие кампањи на социјалните медиуми стојат поединци, повторно сите тие кампањи, атаци, навреди или ширење на говор на омраза, сепак доаѓаат од еден центар. Зборам, а не мислам на еден центар. Но јавното обвинителство не реагира. Не, зборам секако говори, дека тоа може да се смета дека е координирано од изборните штабови на кандидатите, не може да се каже дека сосема случајно поединци пласираат одредени работи, тоа е сепак координирано од штабовите на апсолутно, кандидатите. од политичките партиските Партиските кампови, всушност се зацкриваат, веројатно, велам, да. заради тоа што нема докази. Па реално постојат добро. докази, меѓутоа многу е тешко да се откријат тие во таков кус временски период кога е кампањата, за да може да се реагира толку брзо. Прво, дигиталната форензика е покомплицирана во таа смисла, затоа што лесно се крие виртуелни IP адреси и така натаму. И од други држави може да се реагира, така да апсолутно да се зацкријат трагите за тоа кој во наводници стои за тоа. А второ, вие ќе дојдете и во правен проблем. Да речеме, да предпоставиме дека се работи за некаков партиски активист, кој бил на партиски состанок, кај што се зборувало за некакви негативни карактеристики на кандидат, тој потоа доаѓа дома, или таа, и од својот личен профил го пушта тоа што го слушала на партиски состанок или го слушал на партиски состанок. И кога ти ги прашате ти велат, тоа е мој став. Без оглед што на нивниот став 99% влијаела партијата или партиската определба, сепак вие мора да му оставите правото тој да мисли, па дури и лошо за некој од кандидатите за председател. Да. Но лошо е што се оди со експлицитна дискредитација, лични квалификации или ширење на говор на омраза. Под говор на омраза не мислам само на повикување да се некој линчува, туку и другите форми на дискриминација по род, пол, сексуална ориентација. Да, за кои сега ги споменавме. Да. Добро, ова е првиот круг на председателски избори, очекувате вториот круг да биде пожесток. Не се секирете, вториот круг ќе биде бетер. Да, добро. А како што се за приближува крајот на кампањата, така и се заострува реториката и начинот на презентација на кандидатите во медиумите. Најверојатно и во вториот изборен круг тоа ниво на борба ќе биде уште по-високо, бидејќи ќе останат двајца кандидати кои што ќе се борат за председателската позиција. Добро. Ќе одиме на вториот круг во таква некаква следна дебата. Ви благодарам што бевте гости Зоран Трајчевски, Петар Арсов.